Токсините може да се дефинираат како било која супстанца која може да предизвика промени во организмот, кои предизвикуваат штетни ефекти. Детоксот на организмот представува отстранување на тие штетни материи, односно токсини од нашето тело. Повеќе на оваа тема ние денес зборуваме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика во продолжение. Детокс представува процес при кој што се чистиме од сите отрови кои што сме ги внеле од надворешната средина пред се, меѓутоа и дел од тие кои што ги создава самиот организам во текот на својот метаболизам. Виновници има повеќе, така што еве ќе започна првено од ментална интоксикација што ни се случува на сите, посебно изразена во овие последните 20 на години. Ние живееме во едно општество каде секој ден сме оптоварени со еден куп информации кои што предизвикуваат стресогени ситуации и така натаму, кои што секако дека делуваат на процеси на ментална интоксикација. Второто е тоа што ни се случува од надворешната средина. Живееме, посебно ние што живееме во поголемите градови, обкружени со бројни надворешни отрови. Сите некако секој ден гледаме во тие нашите апликации да ни покажат колку е загаден воздухот. Дел од тие отровни материи може да ги измериме преку овие апликации, меѓутоа постојат и голем број на отрови кои што ги внесуваме, а не сме свесни. Тука пред се бих кажал за отровите што ги внесуваме со храната. Скоро сите јадеме храна која што е произведена во процеси во кои што се даваат многу отровни материи, кои што од една страна служат за продолжување на рокот на храната, од друга за добивање на сите тие убави вештачки бои што ги содржат. Се тоа за организмот представува една надворешна интоксикација. И на крајот во текот на метаболните процеси кои што настануваат во самиот организам се создаваат отрови кои што во главно ги спрламе преку бубрезите, жолчните патишта, еден мал дел и преку дишните патишта. Она што сите особено не интересира е како можеме да препознаеме дека на нашиот организам му е потребен детокс. Одговорот го имаат нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика во продолжение. Диагнозата за поставување дека еден организам е детоксициран е комплексна со оглед дека најчесто симптомите кои што се јавуваат веќе кога навистина е предозиран организмот со сите овие отрови. Постојат голем дел од испитувања кои што ги користим традиционалната медицина, а ние овде применуваме еден универзален метод. Тоа е со мерење на електронските потенцијали кои што настануваат, каде што за релативно кратко време, во неколку минути, може да ја видиме состојбата на интоксицираност на секој наш организм, почнувајќи од мозокот, до таа ментална интоксикација за која што зборов, па до поединечни органи и до целата циркулација. И што потоа? Откако ќе дознаеме дека нашиот организам има потреба од детокс, каква е процедурата подоцна? Голем дел од населението веќе применува разни детоксикациони методи, како разни чаеви кои што се користат како разни суплементи. Ние овде идеме на еден малку пософистициран и помодерен начин, тоа е со давање на потенцијали кои што делуваат токму на тие таргет клетки, при кои што настанува чистење на тие рецептори кои што всушност не се предозирани со сите овие отрови. Со делување токму на тие рецептори ние фактички вршиме една многу поприродна детоксикација на самиот организам. Ке резимираме со стручните совети од нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Еве ги советите. Прв и основен совет, пите што повеќе вода. Ние во денешно време некако забораваме, секој ден ни започнува денот со кафе, а треба да ни започне минимум со 2 децилитри вода. Тоа би биле тие основни совети. Второ, пазете колку што можете на исхраната што ја консумирате. Секогаш прочитајте ги упатствата во кои што секоја со ситни букви се наведени сите тие отрови кои што фактички ја даваат трајноста и вкусноста на храната. Не може да се избегнуваат сите овие материи, меѓутоа тоа се тие некои основни препораки на кои што треба да се држи населението
И секако еден од добрите детокси е здрав сон. Минимум 6 до 7 часа.